Добре, криптоентузијасти, со мало закаснување, со оглед на фактот дека имавме оверлоудинг на мајнери на Малта изгледа, па целата електрична мрежа падна за некој време, но како и да е, сега сме во тек, можеме да го направиме видеото за Quant. По првиот неуспешен обид, со оглед на фактот дека имавме некои технички проблеми, ова е втор, да се надеваме успешен. Вака сега, значи, првенствено, она што мораме да го објасниме е дека ISO 20022 доаѓа. Така да поради оваа причина ќе направиме исклучок од моменталната ситуација во која што веќе имаме неколку токени кои што треба да ги направиме, а тоа е Litecoin и Monero. Иако Quant е следниот токен кој што треба да го направиме, значи ќе направиме остапка за Litecoin и Monero, ќе ги направиме малку подоцна, односно денес ќе направиме видео за Quant, а во текот на наредните неколку денови ќе направиме исто така и видео за XDC, Zinfin, IOTA или Mayota и Hedera Hashgraph или HBAR. Зошто е тоа така? Затоа што од март официјално ISO 20022 почнува да работи, а со тоа е можно многу од овие токени, значи пак ќе кажам, можно многу од овие токени да добијат на вредност. Така да, значи јас не можам да ви дадам вас финансиски совет, но оваа корекција која што моментално се случува на биткоин со падот на останатите криптовалути, ќе гледаме да ја искористиме со цел, значи целосна диверсификација на нашето портфолио, од кој што верувам дека и дел од овие коини токени ќе влезат во нашето портфолио. Така да во секој момент кога ќе добиеме да речем некој начин поволна анализа од она што моментално го следиме на пазарот, ќе направиме диверсификација и ќе внесеме дел од овие коини во нашето портфолио со цел да не пропуштиме потенцијален профит кој што може да дојде со започнувањето на работа на ISO 20022. Оние кои што не се информирани што е тоа, ние имаме посебно видео, само погледнете пред неколку дена, може да го најдете видеото на нашиот канал, каде што објаснуваме што е стандардот ISO 20022 и зошто истиот е иднината на финансии, значи нема да навлегуваме премногу, со оглед на фактот дека детално објаснето во таквото видео, каде што ќе може да добиете генерална идеја зошто се овие 7 токени толку битни. Сега, откако ќе го завршиме ово видео, погледнете на нашиот канал, ќе може да најдете нов пол, односно гласање, во кое што ќе ги ставиме HBAR, IOTA и XDC и како такви ќе може да гласате кој од истите ќе може првенствено да биде обработен, односно кој вие би му дале приоритет, а ние ќе го почитуваме самиот приоритет во изработка на овие видеа. Истото ќе биде и на нашиот community tab на YouTube и на самата група Криптовалути Македонија со цел да добиеме по добра слика за тоа што ви се допаѓа прво. Значи, како што кажавме, ISO 20022 не за џабе ги искористило и ги опрало овие 7 токени. Значи, верувам дека вредноста на овие токени е многу голема и затоа, како канал, ќе напоменам уште еднаш, би сакал истите да бидат целосно обработени пред да дојде март од наша страна, а на вас останува да видите дали некој од истите ви се допаѓа да биде дел од вашето портфолио. Со тоа што пак ќе кажам, идејата ни е со објаснување на секој од овие токени да ви стане јасно зошто токму овие 7 се земени како на некој начин привилегирани токени да веќе се дел и се целосно комплајент со ISO 20022. Значи, верувајте ми, не е направено за џабе, има комплетна причина поради сето тоа, но нели, постепено ќе ги објасниме еден по еден и на крајот верувам дека ќе ви стане многу јасна оваа слика од каде сето тоа потекнува. Значи, првенствено она што сакаме да го кажеме за Quant, како и секогаш нормално, ќе следиме нашата мапа на тоа како го истражуваме проектот, со тоа што ќе напоменам повторно, значи ќе гледаме да бидеме што можеме по-концизни по ред да ги одговараме овие прашања, но најчесто тоа не може да биде така едноставно направено со оглед на фактот дека секој од овие проекти е малку различен, па затоа понекогаш прерипуваме или се враќаме назад на некој од овие точки, така да следете не, ако го изгледате целото видео, сите овие прашања ќе бидат одговорени со најчесто исклучок на roadmap, затоа што најчесто се случува или да не е јасен, или да нема некои соодветни скалила на следен roadmap, како и некогаш е премногу обемен за да можеме да го опфатиме во истото видео, така да затоа и најчесто roadmapот го оставаме за некои следни видеа. Сега, прво и најбитно прашање, како и секогаш е да одговориме која е неговата апликација и која е неговата практична примена и дали има други проекти кои што му се конкуренција или пак апликации од реалниот свет кои што може да го заменат. Значи, идејата на Quant во целата оваа шема, која што е моментално разработена од институциите, значи ова е веќе смислено од институциите и затоа овие проекти се на некој начин привилегирани, е да Quant биде интернет на се. Значи, идејата на Quant, која ќе почнеме да објаснуваме, е да биде интернет помеѓу се. Ќе објасниме како тоа, но прво пред да почнеме со објаснувањето, би сакал да напоменам од каде потекнува идејата дека овие проекти се привилегирани.
Значи Sibos е светски премиерен, така речено, значи Premier Financial Service Event, во кој што одобрени од SWIFT клиенти доаѓаат со цел да разменат мислења и начин на кој што ќе функционира финансискиот свет во иднина. Со тоа што последниот таков беше одржан во октомври некаде во Амстердам, каде што исто така беше поканет и Quant како проект да дојде, со тоа што истиот дојде со неговиот главен представник, односно и CEO и основоположник, а тоа е Гилберт Вердиан, кој што како таков даде свое интервју за Sibos, односно самиот настан во, како што рековме, Амстердам, на FinExtra, ова е некој канал кој што занимава исклучиво со финансии. Сега, идејата во целата оваа приказна, зошто токму Quant е поканет, ќе ви стане јасна во следните неколку минути кога ќе објасниме која е неговата главна цел. Значи, ова е основоположникот и CEO на Quant, како што кажавме, Гилберт Вердиан, од каде што, значи, колку добра идеја, вели вака. Значи, од каде му дошла идејата дека ваков проект, токму ваков проект е потребен, така. Значи, вели, замислете да имате, не да замислите туку нормално во секојдневието, имате да речем значи здравствено осигурување. Со тоа што здравственото осигурување, за разлика од Македонија, во многу од европските и западните, нели, демократски општества е приватно. Со тоа што ако вие сте уплатиле во некоја компанија, од да речем илјадници компании во вашата земја, истото е наменето најчесто за вашата земја. Сега замислете ако отидете во друга земја, така? Значи вие немате така речено интероперабилен систем во кој што би можеле веднаш да најдете која е таа компанија, колку сте ви осигурен, затоа што станува збор за комплетно друга земја со други осигурителни компании, со друг здравствен систем, така? Значи од тука потекнува таа врска која што е потребна за едноставно каде да отидете во светот да вашето здравствено осигурување биде валидно, така? Сега, поради тоа што не постои оперативен систем практично кој што би го овозможил ова, исто така не постои систем кој што тоа би го направил за финансиските институции моментално. Зошто го велиме тоа? Значи вие моментално имате еден финансиски систем кој што допрва ќе биде фактички интероперабилен еден помеѓу друг. Значи моментално вие немате реална конекција помеѓу CBDC, помеѓу блокчейн, помеѓу институции, значи немате. Не постои таква врска. Истата може би постои во одредени држави и само помеѓу одредени субјекти, но не во глобалната финансиска сцена. Оттаму потекнува и идејата на самиот, како што кажеме, Гилберт Вердиан, да направи своевиден значи оперативен систем кој што ќе се занимава исклучиво со поврзување на финансиските институции од било кој сегмент, дали е тоа блокчейн, дали е CBDC, дали се државни институции, дали се банки. Значи, од овде потекнува, еве сега ќе прочитаме самата дефиниција да сватите точно која е неговата идеја. With Quant over Ledger, значи тоа е нивниот практично софтвер, unlocking the benefits of blockchain is incredibly easy. It's an operating system that lets you connect or interoperate any legacy network and every current and future blockchain with no extra overhead. Значи, разликата помеѓу него и самите во оваа ситуација би рекол, да речем, Avalanche и Atom, кои што сами по себе идејата им е да направат интернет на блокчейни, е што неговиот overledger, односно така речено софтвер кој што сака да го спроведе, е да ги поврзе сите сегменти на денешното општество. Зошто го велам тоа? Значи, работи над Avalanche и над Atom. Atom и Avalanche се фокусирани на самите блокчейни и интероперабилност помеѓу нив. Додека Quant и неговиот overledger, така се нарекува самиот софтвер кој што уствари се обидува да го на некој начин квалификува за употреба на целиот свет, ќе направи своевиден нов Oracle кој што ќе може не само да ги трансферира информациите како интернет, да речеме, помеѓу социјални мрежи, провайдери на плаќање, блокчейни, компании, банки и софтвери, туку и да биде своевиден Oracle. Зошто е тоа така? Значи самиот интернет може да направи транспорт на информациите, така? Да речеме информација од типот на, да речем информација од овие што се payment провайдери да дојде до блокчейн. Но блокчейн истата не може да ја прочита и обратно. Ако информација од блокчейн дојде до payment провайдери, истите не може да ја препознаат. Така да основната идеја на Quant е да биде и Oracle. Значи не да биде само на некој начин автопат, туку и да знае да ги преведе овие информации на било кој сегмент од оваа во било кој сегмент на оваа мрежа. Така да,
Тоа е уникатна улога во која што можеме да видиме ако го споредиме со самиот Avalanche кој што има значи слично на неговата идеја, но истата се занимава само со блокчейн. Така да на да речем блокчейн сцената не постои друг проект кој што може ова да го направи или пак кој што има идеја ова да го направи. Исто како што можеме да кажеме и за реалниот свет кој што е многу подалеку од ова, значи нема ни блиску нешто што може тоа да го направи, така да идејата на Quant е исклучиво голема и обемна кога вие сакате да бидете на финансиски, зборуваме значи нели само за светот на финансиите, ги поврзете сите овие сегменти. Гледате прво колку големи сфери поврзува, така? Значи, пак ќе кажам, нивната цел е крајно голема. Но дали тоа ќе успее или не можеме да бидеме сигурни. Пак ќе кажам, значи на крајот од денот кога Swift како нели моменталниот меседжинг систем во светот, кој што се занимава исклучиво со финансиски институции и трансакции на капитал, одлучил да го покани затоа што Sibos е на некој начин евент на случување кое што е одобрено од Swift и сите тамошни субјекти кои што доаѓаат на истиот се така речено одобрени претходно од Swift, значи доколку истиот одлучил да го покани и доколку се наоѓа на оваа листа од 7 уникатни проекти кои што веќе се дел од ISO 20022, верувам дека тоа не е коинциденција, тоа ми е идејата. Така да поради оваа причина кога гледаме дека се станува збор за големи играчи кои што моментално на некој начин веќе го разгледале ова, значи гледате и сами дека на самата основна страна нивна која што е Quant Network, значи ако погледнете истите буквално тоа име идејата. The Future of Finance Today. Значи идејата им е да направат своевидна конекција помеѓу сите субјекти преку нивниот Overledger технологија. Сега, Overledger технологијата, значи, нели, прво да завршиме со овој дел, сега ве јасно дека генерално не постои проект или пак софтвер кој што моментално работи или се обидува да го реши овој проблем. Така да реална корисност има. Работата е дали сите овие субјекти ќе се нафатат да му дозволат да едноставно го реши овој проблем. И тоа е многу битно. Значи не е битно само да имате решение, битно е луѓето да го прифатат тоа решение. Но идејата е одлична. Сега, во однос на roadmap и зрелост на пазарот ќе поразговараме малку полесно, но прво сакам да покажам каква е идејата на неговиот блокчейн, затоа што тоа е исклучиво моментот каде што уствари и доаѓа неговата уникатност. Значи, првенствено мора да напоменеме дека самиот Quant представува, значи нема свој блокчейн, туку е ERC20 токен, кој што моментално функционира на Ethereum блокчейн. Така, само да видам дали беше тоа овде. Добро, значи тоа е уствари основната идеја, само да видим каде беше моментот каде што го најдовме. Добро, не е ни изваден. Како и да е. Значи ERC20 токен, може да проверите и сами, значи нема свој блокчейн, туку е дел од Ethereum значи екосистемот и како таков практично ги користи заштитата и на некој начин брзината од сето тоа што го нуди фактички Ethereum и неговите second layer солуции нормално. Со тоа што значи гледате и сами, он фактички се обидува да биде овој така речено автопат на кој што сите се поврзуваат. Значи без разлика дали станува збор за различен сегмент од финансискиот сектор или пак различен тип на блокчейн. Значи дали е тоа приватен блокчейн кој што ќе биде да речем користен од своевидни банки или пак компании, дали е јавен блокчейн, дали е други типови на блокчейн. Значи буквално и било каков тип на блокчейн ќе може да биде директно поврзан преку нивниот Overledger. Со тоа што идејата за Overledger, оние имаат развиено на 4-кратен layer систем, каде што имаме Overledger, кој што ги содржи filtering and ordering layer и messaging layer. Filtering and ordering се однесува на тоа каков тип на пораки, информации или пак капитал доаѓа, дали е тоа CBDC, дали е тоа традиционални финансии, да речем основна трансакција на банка, или пак е Ledger, додека исто така имаат и засебен messaging layer кој што ќе се занимава исклучиво со информации. А додека во оваа ситуација значи имате и трансакции, значи гледате, едноставно направено е така да секоја од овие во однос на дали е информација или пак капитал биде опфатена на различен леер од самиот во оваа ситуација Overledger кој што ќе биде така речено софтвер. Значи идејата да биде софтвер иако е направен врз основа на блокчейн. И нормално протокол леер во однос на тоа каков тип на субјекти се приклучуваат. Значи во оваа ситуација гледате, идејата е да едноставно преку интернетот се направи автопат во кој што ќе се сортираат
без разлика дали тоа порака, капитал, дали доаѓа од блокчейн, дали доаѓа од институција, дали доаѓа од CBDC, и едноставно ќе може истиот да биде своевиден оракл, да ги преведе овие информации и да ги трансферира каде што треба да стигнат. Значи, од секого до секого. Значи, идејата е одлична. Но, сега повторно, значи, вие го правите тоа врз основа на Ethereum мрежата. Така да вие сте на некој начин зависен од опстанокот на Ethereum мрежата. Тоа е на некој начин малку негативен дел, со оглед на фактот дека немаат свој протокол, но верувам дека во моментот кога, да речем, би го добиле ова како улога во општеството, сум сигурен дека ќе се осамостојат самите себе си, со оглед на фактот дека не може вие да вршите ваков тип на огромна услуга во општеството, а да бидете базирани на Ethereum. Така да, нели? Но сега за сега е ERC20 токен и идејата им е одлична. Сега тоа повторно на некој начин се надоврзува во овој дел и в тип на блокчейн, така да тој да го објаснивме. Значи, во однос на вести на проектот, главната вест која што треба да ја опфатиме повторно секогаш е тоа, дека е дел од ISO 20022 и дека е handpicked, значи една од оние бирани крипто со оглед на тоа што секој од нив има своевидна различна улога во новиот економски систем кој што сакаат да го имплементираат, да речем, големците, со тоа што гледате не е избран Ethereum да биде солуција, туку е избран Quant. Значи, овој е на некој начин се доста централизирани, тоа ќе го покажеме и во следниот момент во кој што ќе објасниме дека како токен е доста специфичен. Така да сите овие не само што се така речено централизирани и значи лесно ќе може да бидат контролирани, се и затоа дел од нив се бирани и според конкретните спецификации кои што ги имаат како блокчейн. Во оваа ситуација станува збор за интероперабилност, така. И тоа е главната улога поради која што истиот е избран да биде дел од овие ISO 20022, така да други вести искрено не најдов, се трудев, побарав на неколку своевидни да речем агрегатори, но не успеав да најдам. Јас верувам дека по големиот дел од овие проекти, главните вести ќе излезат во моментот кога ќе започне со работа ISO 20022. И јас искрено би го направил тоа така, зошто? Ако вие сте дел од ISO 20022 и имате некоја голем напредок, да речем, кој што очекувате да го направите, така? Нели би било попаметно да чекате она главна вест во која што вие сте инволвирани, а тоа е самиот стандард, па потоа дополнително да ги обелодените, да речем, вестите кои што ги имате и партнерства и што и да е, со цел да и понатаму, нели, овој памп кој што ќе го добиете, да речеме, потенцијален памп од ISO 20022 веста, ви помогне уште толку да вашиот проект едноставно порасне. Така да логички би било да вестите од овој проект посебно дојдат наскоро кога конечно ќе почне со работа ISO 20022. Барем тоа е моје мислење, и ако јас би бил, да речем, маркетинг сектор на овој проект, јас би го направил истото. Но генерално во последните година дена јас не успеав да најдам некои значителни вести кои што би можеле да бидат споделени, така да тоа е малку и негативна работа, но сега за сега гледаме дека истиот има клиенти кои што му се битни, нема потреба од барање на клиенти со оглед на фактот дека институциите планираат да го користат. Во однос на партнерства, значи го најдовме, и тоа е фактички како што рековме основните 4 леери кои што ги објасниме на овој сегмент. Значи вака изгледаат основните 4 леери кои што би биле на некој начин своевиден комплициран оракл за трансфер на информации и капитал низ целата мрежа на интернет. Сега, партнерства можеме да видиме до сега некои големи партнерства кои што ги видов овдека е Nvidia и Linux, кои што самите по себе се дел од нормално компјутерската сфера, да речеме. Со тоа што гледаме дека пак интересно од целата оваа ситуација е што ова не се партнери кои што би ги слушнале секој ден. Зошто го велам тоа? Значи ова се партнери кои што како Constellation, например, можеме и да најдеме на истата оваа, гледате овдека. Тоа се пак на некој начин оние компании кои што се исклучиво бирани за работа со институции. Така да они немаат потреба од тоа да бираат партнерство со некои јавни компании, ме разбирате? Така да имајте го тоа превид. Најчесто, посебно овие неколку проекти, верувам дека знаете како, тоа е како пример, имате некоја мала компанија за почеток нормално и наоѓате некој партнер од типот на некоја огромна корпорација како на пример Тесла, така? Значи вие вашиот капацитет од два и успева да ги на некој начин да ги задоволи потребите на Тесла, така? Вие не можете да направите нови партнерства кога вие од два го задоволувате единствениот партнер кој што го имате. Така и во оваа ситуација, вие ако имате институции за партнер, вас други партнери не ви се ни потребни. Така да и во оваа ситуација верувам дека PayUK и овие се најчесто некои
големи корпорацијски или пак институционални магнати, кои што како такви за цел веќе имаат на некој начин потреба и идеја како да го користат квант во нивната, да речем, примена понатаму. Така да пак ќе кажам, ова се бирани проекти кои што немаат потреба од јавни партнерства. Имајте го тоа превид и верувам дека тоа наскоро ќе се покаже кога ќе видиме скок на цената. Пак, не можам да бидам 100% сигурен, но искрено јас мислам дека би било лошо од наша страна да го промашиме ова со цел на фактот дека SWIFT стои позади се тоа. Значи, една од најголемите институции за финансиски транспорт на капитал стои позади се тоа. Така да ова не е за џабе. Останува да видиме, но пак ќе кажам, ризикот да го промашам капиталот кој што може да го добием како добивка од инвестирање во овие проекти е многу поголем од ризикот да изгубам некоја мала сума која што може моментално да ја внесам. Останува да видиме, но тоа е моја идеја, вие треба да направите собствено истражување за тоа како вие гледате на сето ова. Поврзано со кривични и судски случаи, јас мислам дека овие никогаш нема да бидат поврзани, со оглед на фактот дека институциите стојат позади нив. Не верувам дека некој би ги нападал. Добро, Ripple тоа е на некој начин исклучок, но останатите верувам дека ќе бидат доста заштитени со оглед на фактот дека ако веќе треба да бидат превземени како дел од следните финансии во светот, верувам дека истите ќе бидат доста заштитени. Останува да видиме. Барем тоа е моје мислење. Сега, рековме тип на блокчейн, веќе го објаснивме. Ќе поразговараме за токеномија, но прво сакам да погледнеме каде се наоѓа моментално на самиот чарт. Значи, квант, како што можеме да погледнеме, само да го смениме на месечно ниво. Значи, како проект постои уште од 2018 година, но гледаме дека чартот е малку понов. Со тоа што моментално имаме своевиден blow-off топ, кој што моментално го има постигнато во претходниот bull market и можеме да погледнеме дека минимална цена по која што е купен за време на all-time high 0,21, но верувајте ми, идејата за овој токен е доста интересна, што има многу мал supply, а максимална вредност му е $427. Затоа има толку голем добивка, а тоа е во претходниот bull market. Сега, ќе погледнеме и околу тоа малку, но прво сакам да објасниме околу делот со самиот чарт. Значи, едноставно и најдобро се гледа на неделно ниво, каде што гледаме дека имаме формирање на овој голем триаголник кој што се прави уште од моментот на почеток на bear маркетот, каде што веќе во два наврати имаме обид за истиот да се скрши нагоре. Со тоа што моментално имаме ретестирање на bull market support бендот и ако имаме позитивни вести од крипто секторот заедно со почнувањето на ISO 20022, истиот верувам дека може да добие многу на вредност. Сега, како се значи знаете и сами веќе сте огледали ова, претпоставам, во техничката анализа, доколку не нормално имаме целосна плейлиста за техничка анализа каде што може да научите се што ви е потребно. Во оваа ситуација, значи ако погледнеме од самиот триаголник, значи буквално во оваа ситуација третата страна на самиот триаголник, односно по прав агол од горната тренд линија до почетокот или во ситуацијава е почеток, но иначе, нели, по прав агол треба да најдеме каде моментално завршува оваа отсечка помеѓу нив. Тоа би било своевидно очекувањето кое што го имаме од скршување на овој триаголник во нагорна насока, а можеме да видиме дека тоа многу блиску ни покажува на претходниот all-time high, ако не ги погледнеме blow-off топ сенките. Значи, на некој начин гледаме дека и овој триаголник ни покажува, значи ако на некој начин измериме должината овдека под прав агол и го поставиме од потенцијалниот момент каде што истиот би пробил нагоре, значи гледаме дека и самата техничка анализа ни покажува дека сега нормално тоа нема да се случи утре, но доколку би добиле добри информации и памп на овој коин, голема е веројатноста дека следно званично ниво од оваа формација би било ретест на ова ниво овде, кое што на неделно ниво ни представува и своевиден all-time high, доколку не ги погледнеме сенките на овој blow-off топ. Така да ова би било така речено и главниот левел кој што треба да го постигнеме доколку успееме да пробиеме надвор од овој триаголник, а тоа е доста голема разлика од 131 до 351, значи тоа би било блиску до 3x. Значи пак не значи дека тоа ќе се случи, но вака, значи сам ова е на некој начин што ни кажува техничката анализа за потенцијален почеток и како би се движел така речено bull market за овој коин. Сега, тоа е во однос на техничката анализа, но ваквите триаголници најчесто и нивното пробивање заедно со bull market support бендот под нас би бил доста булиш момент за овој коин.
како и сите останати, нели, и овој исто така се движи во согласно со останатиот крипто свет, посебно со биткоин. Сега, во однос на токеномијата, тука имаме доста интересни работи. Значи, токеномијата на овој коин е доста битна. Зошто го велам тоа? Значи, на почетокот самиот Quant, како што рековме, нели, софтвер соуцијата Quant, има направено ISO во 2018 година, каде што има собрано 11 милиони долари од иницијална продажба на овој токен. Со тоа што првенствено истиот бил 45,5 илјади, значи 45,5 милиона токени, со тоа што има направено, значи, практично се одземени поголем дел од токените во текот на, ако не се лажам, уште во 2018 година е тоа направено, за моментално максималниот supply на истиот да биде 14,6 милиона. Значи 14,6 милиона. Имаме третина само од овие коини кои што моментално ги гледате во моментален маркет, наречам маркет supply на коини. Така да тоа е, замислите, има 7 милиони помалку токени од биткоин. Значи има исклучиво мал број на токени, затоа истиот ќе добие на вредност генерално доколку го чувате во нели во иднина, со оглед на фактот дека нема ново произведени, затоа што е ERC-20, нема потреба од ново произведени, нема свој блокчейн и истите ќе бидат исклучиво користени за плаќање на fees на ова. Значи, Overledger ќе биде користен со плаќање на fees преку Quant коинот и затоа верувам дека ќе биде доста битен. Значи, доколку и 1% од ова што они го планираат се реализира, значи секој од оние кои што ќе го користат Quant, односно кои што ќе користат оваа мрежа, ќе мораат своевидно да поседуваат Quant коин за да можат да платат за трансакциите кои што ќе бидат вршени на оваа мрежа. Па така да во оваа ситуација кога гледаме дека имаме само 14,6 милиони е доста битна работа за самиот коин и затоа верувам дека со ваков мал supply може да добие многу на вредност. Сега во однос на тоа како е неговата распределба, овде ќе имаме еден мал проблем, односно доколку погледнеме затоа што е ERC-20 токен, можеме да го најдеме на Etherscan. Значи, знаете дека како има свој блокчейн, ќе има и свој Explorer, но со оглед на фактот дека е само ERC-20 токен, значи истиот можеме да го најдеме на Ethereum Scan, на Etherscan. Во топ 100 гледаме дека значи самата Quant компанија поседува 21%. Значи генерално понатаму е доста децентрализиран со оглед на фактот дека најголемиот, оној не знаеме чија овој wallet, поседува 2,6% што не е многу. Знаете и сами дека 2,6 не е доволно за да се направи дамп. Се извинувам. Но самата компанија поседува 21%. Што направи доста моќен играч во целата оваа ситуација, а со оглед на фактот дека не им е потребен овој токен, например, за да одржуваат пул или нодови, затоа што не е собствен блокчейн, 21% поседувани од компанијата е нешто што мене не ми се допаѓа искрено, но нели, тоа е на некој начин нешто што не можеме да направиме ништо околу тоа, со оглед на фактот дека компанијата нормално мора да задржи дел од токените со цел да ги плати собствените девелопери, да плати нели понатамошно развивање на софтверот. Во оваа ситуација софтвер иначе е блокчейн нормално, но на некој начин ова е ризик со кој што ќе мора да живеете, но повторно, со оглед на фактот дека ваков тип на компанија би можела или би имала потенцијал да стане ова, што го гледаме овдека, јас не верувам дека она би се откажала од тие 21% никогаш. Значи, замислите колку би биле вредни тие 21% кога би добиле барем 1% од оваа комуникација. Замислете. Така да, ќе напоменам уште еднаш дека оваа токеномија не е лоша, воопште, со оглед на фактот дека второто место е 2,6, а понатаму се сите 1, нешто. Така да ова е доста добра токеномија, кога би го погледнале овој токен, но повторно неговата цена е доста висока. Сега, многу од луѓето прават грешка мислејќи дека е премногу скап и дека веќе закасниле. Маркет, значи многу ви е битно да видите колку токен има моментално. Тоа е битно. Не е битно колку е неговата цена. Вас ви е битно колку е неговиот маркет кап моментално и колку токени моментално има. Со оглед на фактот дека има многу мал број на токени, а неговиот маркет кап е доста слаб, значи истиот е 35-то место, значи 2 билиона. 2 билиона се ништо кога ќе погледнете дека Ethereum има 400. Се разбираме? Може би не сега, но имаше. Како и да е. Значи 2 билиона е ништо маркет кап,
во однос со тоа колку може да постигне ако го има, ако дојде до ситуација да едноставно стане ова што истиот сака да стане. Така да ова е се што имаме да кажеме, значи да напоменеме уште еднаш од она што досега го знаеме за ISO 20022. Да, и само уште една работа пред да завршам со овој дел. Значи, за жал, јас roadmap не успеав да најдам, затоа и верувам дека како roadmap, така и вести ќе бидат ослободени во моментот кога ќе започне со работа ISO 20022. Останува да видиме, но верувам дека тоа е причината зашто се уште нема активен roadmap, со оглед на фактот дека верувам се уште не го добил ова како позиција во реалниот свет. Така да не можев да најдам, ќе продолжам понатаму, ќе пробам да најдам, ако најдам нормално ќе известиме кога ќе имаме нешто. И сега да напоменеме само која е досегашната улога од оние кои што моментално ги имаме видено и зошто верувам дека се значи handpicked се за да бидат дел од новиот финансиски систем. Ripple, комуникација и трансфер на капитал помеѓу банки и големи институции. Stellar, комуникација и трансфер на капитал помеѓу поединци и мали компании помеѓу граници, за двете станува збор. Значи зборуваме за трансфер на капитал било каде, во било кое време, во многу брз интервал, затоа што скоро и двата имаат скоро 0, значи 4 секунди мислам дека е целосно завршување на транзакцијата. Потоа, Algorand, затоа што веќе го имаме обработено, е најзелениот и тоа не зелен, туку истиот, нели, и внесува капитал во компании кои што работат за намалување на CO2 емисиите, а во исто време е еден од најбрзите екосистеми, затоа што истиот е смарт контракт екосистем, односно Layer 1 солуција. Така да гледаме дека нема ниту една друга Layer 1 солуција, така да очигледно Algorand е избран да биде Layer 1 солуција на новиот систем. Повторно, не значи дека ова ќе остане вака, можеби ќе имаме нови проекти, можеби некои поголеми Layer 1 солуции ќе влезат, но сега за сега јас во последниве година, денот која следен ситуацијата со ISO 20022, не најдов други проекти кои што моментално се земале ваков тип на имплементација, односно да бидат дел од ISO 20022. Така да затоа се уште останувам на идејата дека овие се бирани. Quant, интернет на се. Значи гледате, сега за сега имате два посебни коина и токени кои што работат на трансфер на капитал помеѓу најголемите и најмалите субјекти на целиот пазар. Имате Layer 1 солуција која што е не бива позелена од ова и имате интернет на се, значи од социјални мрежи на банки, на институции, на блокчейн, на солуции за плаќање. Така да ова се 4 сегменти кои што моментално гледаме дека не се во ниту еден момент испреплетени или пак се зимаат дел од она што го прават за новиот систем, а се помеѓу себе потребни. Така да останува што овие три да ги обработиме и да видиме која е нивната улога и на крајот од секој од овие видеа ќе даваме на некој начин дообјаснување за тоа зошто се обрани овие три во оваа комбинација од 7. Се надевам дека ова ќе ви се допадне, како што може да видите работиме напорно на да речам информирање на луѓето пред најголемите работи кои што може да се случат во финансиите да се случат. Уште еднаш идејата на каналот е да помогнеме на македонскиот народ било каде во светот да оствари капитал, да биде независен, да биде сам за себе си. А со финансиска независност вие автоматски понатаму може да учувате што ќе правите во животот, нема да зависите. Ќе напоменам уште еднаш, ниту од партија, ниту од држава, ниту од никој. Затоа и гледате дека многу обрнуваме внимание да ги темпираме информациите во правилниот момент, како што во оваа ситуација се обидуваме да ги доловиме до вас информациите за овие 7 коини и токени кои што се обрани исклучиво од овие големи институции како SWIFT да бидат на некој начин poster child, да бидат оние 7 избрани во ISO 20022 кој што ќе биде инфраструктурата на новиот финансиски свет. Повторно, ова не е финансиски совет, останува на вас да направите ваше истражување, но генерално може да видите и сами дека сите овие информации се јавни и оно што ние моментално ви го покажуваме може да го проверите и сами, но има многу работи кои што се поврзуваат и ни покажуваат дека можеби не е лоша идеја да ги имаме како дел од нашето портфолио. Верувајте ми, ние длабоко размислуваме како моментално да го поставиме нашето портфолио за да ги опфатиме барем поголемиот дел од овие коини, со тоа што единствено на пример сега за сега сме сигурни дека не сакаме Stellar, со тоа што имаме многу финансирано во Ripple, а на некој начин истите се во иста бранша, така да Ripple ни е доволно, Algorand имаме нешто,
значи она што го имаме во претходниот bull market, затоа и не го имаме ставено во самиот, затоа што ние моментално почнавме со она што моментално го работиме како да ви покажеме како ги распределуваме нашите стейблкоини, затоа и не го ставивме, но кога ќе направиме прераспределба после утврдувањето на дното во овој моментален пат, верувајте ми, ќе ги ставиме и сите оние претходни токени кои што ги имаме во некоја мала количина и ќе направиме целосна слика на моментално диверзифицирано портфолио кое што голем дел од Ethereum ќе го претвориме во овие коини кои што моментално ги гледате, со цел да имаме изложување на сите овие коини и токени поради потенцијален профит во следниот период, откако ќе почне со работа ISO 20022. Како и секогаш, тоа е главната идеја на каналот. Да направиме колку што можеме повеќе, да го информираме македонскиот народ за потенцијален профит кој што може да му помогне во финансиска слобода, а ние, како еден од најнапатените народи на Балканот, многу добро знаеме колку тоа значи. Така да се надевам дека ќе помогне некој на ова и се надевам дека вие како наша заедница, значи 100 пати сум го рекол ова, ќе пробам да кажам истото, мене реклама не ми е потребна, нашата заедница го прави тоа за нас, со оглед на фактот дека ако сте задоволни на нашата работа и нашите видеа, едноставно споделете го истото на оние кои што би можеле да имаат значи на некој начин профит од истото, значи да имаат потенцијал за стабилна финансиска иднина понатаму. Така да ние го правиме ова за вас, а вие како македонци и наши браќа би можеле тоа да го пренесете на оние кои што имаат највеќе потреба од истото, за да можеме сите на некој начин на крајот од овој bull market да имаме позитивен исход од нашите портфолија. Благодарам, имајте добар ден, се гледаме во следното видео и поздрав од Crypto Game Media.